судењето се одржа, не добивме никаков одговор дека ни рекоа дека ќе не известат писмено. Обвинетиот Зоран Божиновски што ни дужи пари, носи само документи во судов, не лаже нас, судиите ги лаже, бараме извршување на пресудата да има. Значи, ако има стварно закон во нашата држава. Пресудата е дека е виновен, меѓутоа условно вие сега барате што да се случи? Значи, да се прекине условната казна и да се осуди. Да се изврши за тоа што треба одговара за кривично дело. Имаше од негова страна, од обвинетиот, ние тоа како оштетени не го прифаќаме, затоа што више цели 2 години идеме по судови, по рочишта, по све. Значи, нема ефект. Прошлото судење више дека неговата фирма кај што работи ќе му даде позајмица. Значи, он го лажи и судот. Најкасно до 10 август му беше, приложи документи, ги имаш документите. Значи, имаше и документи дека неговата фирма ќе му даде позајмица најкасно до 10 август. Меѓутоа еве сме 30 август, нема ништо. Значи он го лаже не на само нас, значи го лаже и судот тука. Нас лично не, меѓутоа сигурно на суд побарал, затоа што неговиот адвокат рече до петок да му дадеме рок. Пак сега овој петок. Така да веќе мислам 2 години се доволни. И по судење дење. Овој процес веќе трае неполни 2,5 години. Донесена е во декември одлуката, дадена во јавност на 3 март и дури 30 на 2 јуни е како се кажа, правосилноста направен. И пак од правосилноста му се дадени уште 90 дена и еве сега на 2 септември поминуваат и не знаеме што ќе се случи. Не веруваме више во ништо. За 38.000 евра, што сега се 60, сите 11 семејства имале намена да купат станови по 950 евра квадрат, тогаш сега се 1400 и тие се 60.000, тој добива 2 години затвор. Ако за 60.000 2 години се лежи затвор, не знам што да кажам. Во која држава живееме?